магијата на пишаниот збор. Од мене вечерва толку нешто, ако сакат да кажат Лидија Маневски или некој од вас. Значи, ова е третата книга недовршена, Алтан и Петра се недовршени, односно оставени се онака како што ги напишала Павлинка, со тоа што романот Петра, последните околу 15 страни се пишувани дента кога почина на 10.6.2015 година. Тоа е пишувано до 3 сатот дента, после дојде мене да ме замени продавница од 5 сати до 10 сати. Значи, и книгата завршува символично, викат, замина надолу по Дунисар. Да, таа замина, но остануваат незините дела и се надевам дека никогаш нема да се уништат делата на оние што пишуваат, на оние што творат, на оние што работат, било што да работиш. Човекот може физички да замине, но неговото дело ќе остане со милениуми. Јас ви благодарам од моје име што не удостоивте со вашето присуство. Лидија Маневски, нешто имате за крај или било кој од вас да каже? Јас само сакам за последниот роман, пошто вчера го прочитав во еден здив, господин Маневски. Бидејќи имав некои обврски, Миле ми го даде некаде пред 10 на денат, 2 недели, не знам како беше, и јас викам денес ќе го прочитам, утре ќе го прочитам, ама викам ај повеќе ќе го прочитам при крај, кога ќе е време за промоција, за да ми е по јасно. Ама јас вчера, иако бев многу изморена, јас морав да го прочитам за еден ден, бидејќи никогаш и никоја книга, јас секој ден читам, значи никоја книга не ме терала буквално да ја голтам. Ама не можев никако приказната да си ја спојам, затоа реков дека ми е криво што не е довршено. Кој почнува со едно детенце и со Керем кој патува од Америка до Турција, бидејќи тој е многу добар, како што и претходно кажав, Павлинка толку многу ги убаво ги опишува ликовите во романите, така што јас буквално ги гледам. Настаните кои ги опишува исто така во романите, јас исто така ги гледам. Кога ги читам незините книги, како да гледам филм. Тој ја подава раката на едно детенце, чија што мајка го држи незиното братче во раце и му помага да влезе во авионот. Девојчето се заљубува во него, како човек, а тој исто така во неа, бидејќи му личи на принцеза. Затоа со Мили ќе разговараме накнадно, пошто слушнав дека го знае крајот на романот. Цело време пак да повторам, Павлинка тука си го задржува стилот на незиниот стил на пишување. Јас мислам дека во 100 книги да има една незина, сигурно дека ќе ја познам, бидејќи јас додека ги читам, уживам во незините книги. Јас ви ја препорачувам да ја прочитате книгата, бидејќи сега и да ја објаснувам содржината. Значи, Керем е успешен студент во Америка и плюс работи, меѓутоа, како што кажа Миле, неговото семејство наназад 2-3 колена е богато. Меѓутоа, дедо му што е на смртната постела, извадоко што го прочита господинот Маневски, сакајќи да добие повеќе пари, става во залог сето тоа што го има, така што за многу кратко време го губи. Меѓутоа го повикува внукот од Америка да дојде, бидејќи само на него може да му каже дека во Македонија има злато и дека со тоа злато ќе го извлече семејството. Кај мене тука остана, тој на крајот доаѓа и во Македонија, меѓутоа романот завршува како што завршува, се заљубуваат, се видуваат Ангја и Керем уствари, ама јас и таа потојно го сака и тој потојно го сака, а тоа тука јасно не е кажано, бидејќи не е довршено, не е стигнато до тој дел. И тука кај мене остана прашањето дали, бидејќи таткото на Бану, на детенцето, на девојчето што Керем му помага да се качи во авионот и да слезе, е банкар, богат и му нуди на Керем, бидејќи тој се чувствува дека тој му должен
помагајќи и на жената да се справи во текот на патувањето, дали после тој го извлекува од кризата, дали Керем го наоѓа златото во Македонија па го враќа семејството, или дали останува со Ангија. Многу прашални. Да. И тоа кај мене се остана, да. И баш така, не дека останав разочарана, ама останав празна некако на крај. И повеќе ми беше жал зошто не е довршено или не е напишано уште, а најмногу за тоа што пак Павлинка не е со нас, ама јас пак ја повторам, мислам дека таа од некаде не гледа. И најверојатно се радува, бидејќи сите тие што учествуваме тука, даваме сепак внимание и благодарност за тоа што го направил. Јас топло ви го препорачувам, или не знам како стои со примероци на книгата, како што кажа Маневски, сигурно целата работа веќе ќе ја прочита, а и сите други што сме тука ќе сакаме да ја прочитаме. Јас топло ви ја препорачувам, бидејќи стварно на мене срцето ми е полно кога ги читам сите нејзини книги. За жал, ќе нема повеќе, меѓутоа тоа е посилно од нас. И благодаря на Лидија. Ние планираме во еден дел од овој книжевен имаж да прочитаме на сите овие прашања што се ги поставуваат Лидија, што си ги поставуваме ние, што си ги поставуваше и Зоран Раонич, рецензентот во Туневото Петра. Одговор дава прекрасен одговор. Ја тука сите сме повозрастни, за да не се мачи Кристина кај неја е и сечокот од рецензијата на Зоран Раонич, ќе ви ја прочитат во оригинал на црногорски. Тука на еден фантастичен начин, еден мајстор поет Зоран Раонич, нарочито мајстор за хаику поезија, но и сатиричар. Наш драг пријател Зоран Раонич ни беше семеен пријател. Јас мислам дека ќе завршиме, но Лидија ме врати во тој филм. Мислам дека Зоран апсолутно ова му е и најдобра рецензија воопшто што направила. Тој е човек кој годишно сигурно прави преку 30 на рецензии. Рецензија за Петра од Зоран Раонич. Оригинал? Оригинал. Тука се сме повозрастни, па и бивши ѓаци. Beskraj kraja. Roman Petra ostaje otvoren, kao priča nad pričama, kao pjesma, kao nebo. Posle čitanja zagledajmo se u njega, posebno u njegov prirodni ili možda i logičan kraj, koji će nam misao i pogled odvesti put nekog beskraj kraja, koji kao u kakvom dobrom i scenografski dobro osmišljenom filmu glavnog junaka odvodi preko nekog romantičarski odabranog prevoja, perivoja sa pejzažima koji ih vežu sa horizontom i beskrajima i odvode čuva u daljine koji naizgled obećavaju, a onda i prete. Poput onog Munkovog krika slike na kojoj onaj zgroženi lik govori bezbroj priča, iako ne znamo čak ni toliko da li taj ili ta od nečega bježi ili se suočio s nečim ispred. Tako ne znamo ni naša Pavlinka da li se onog junskog popodneva 2015. godine suočila s nečim većim od romana, jer to ni jedna radnja njenog književnog dela nije opisala. Potrebno je lično suočenje na koje mi ćemo čekati, nadamo se, duže. Zato sam na prvu vijest o sudbini autorke, a suočen sa nedovršenim rukopisom romana Petra, predložio napomenu na njegovom kraju da bude ispisano. Nastavit će se možda, nekada, negde. U ovom trenutku autorka je završila svoj ovozemaljski put i ovozemaljski dio ovog romana, koji će svaki od čitalaca dovesti do kraja na način kako veruje da treba, sve dok i sam ne ode tamo gde se sve da proveriti. Sada mi se čini da je sve još više primjereno mjestu i trenutku. Zoran Raonić, Crna Gora. Ето тоа беше кратката рецензија на Зоран Раонич.
koja naistина, evi Lidija mi kažu, i mene ne pogodi dosta ta recenzija i mislim da to može samo da napred majstor poet, ovakva recenzija Solku, poetika Bonja, Solku, mnogo malko zborovi kažu vam mnogo. Тука привършуваме, Маневски сакаше нещо, ќе му дозвола, преди вече немаме микрофон, немoj да го... За крај, на овој културен и комеморативен настан, ние денеска го посетивме гробот на Павлинка, запаливме свеќа по сите христијански обичаи. Нашите животи почнуваат со раѓање, завршуваат со погреб. И погребот е еден чин без кој не се може. И јас не само за Павлинка, туку и за некои други, а по повод смртта на еден мој добар пријател, напишав една песна што носи наслов Погреб и мислам дека е пригодно да ја прочитам овде. Особено обрнете внимание на последните стихови на пораката. Погреб. Еден мој добар школски другар парите ги штедеше, си ги чуваше, скромно се облекуваше, дури и гладуваше. Не сакаше во аптека ни лекови да си купи. Вареше постојано од суви билки чај, но животот негов вчера дојде крај. Се нажалив, појдов да му запалам свеќа, да се простам, да го испратам до гроб. Му нашле торба со пари на кој беше роб. Се враќам од погреб со бавни чекори, со мислите јас низ детството скитам, кога бевме голи, боси и гладни за леп. Си мислам, што може да те прави среќен? Само добри дела и збор, човечки речен, богатството и парите не те прават среќен. Благодарам. Благодарам на Маневски. Инаку овој литературен книжевен омаш требаше да се одржи во Домот на културата. Благодарам на директорот на Националната станова центар за култура Никола Јенков Лапцерот, што ние бевме во интензивни контакти, се договараме што како све да се направи. Требаше во поето на спомен домот Аслом, директор Методи Тобарски секогаш на располагање, барем мене од моја страна можем да кажем дека секогаш на располагање за културни настани, но поради оваа актуелна ситуација што не само тука на Балканот, туку и во светот со коронавирусот и оние препораки од владата, настанот не се одржа таму, туку дојдовме тука. Мене толку ми се допадна тука. Може пак. Само Сунчица и Билјана, така кој не куковали, скарали на часта и утре ќе правиме промоции. Ви благодарам многу, наистина се потрудите сето ова да изгледа вака како што изгледа и пошто коронавирусот сега е актуелен, еден афоризам за коронавирусот не може да издржи. Не може да остане да не кажа. Инаку јас сум веќе сигурен дека коронавирусот нема вкус. Дојде на Балкан. Зоран Баговски, Скопското пиво. Повели. Ја мислам дека за на крај на овој наш комеморативен слогор овде мислам дека династијата Ѓорѓиевски за овде присутни, оправдано и неоправдано осутни, заслужуваат од сите нас еден аплауз.